Прво, Бугарската работничка партија Комунисти смета дека основниот дел од македонскиот народ се организира државно и национално во рамките на Федеративна Народна Република Југославија како Народна Република Македонија. Обединувањето на другите делови на македонскиот народ престои да се изврши врз база на Македонската Народна Република во составот на Федеративна Народна Република Југославија. Второ, Бугарската работничка партија Комунисти смета дека треба да ги подготви неопходните услови за тоа обединување, бидејќи приклучувањето на Пиринскиот крај кон Народна Република Македонија пред се е работа на самите македонци, но и општа задача на Отечествено-фронтовска Бугарија и Федеративна Народна Република Југославија. Трето, Бугарската работничка партија смета за неопходно до периодот на приклучувањето на Пиринскиот крај кон Народна Република Македонија систематски да работи на културно зближување на македонското население од тој крај со Народна Република Македонија, на популаризација во нивната средина на работите и достигањата на Македонската Народна Република, македонскиот јазик и македонската литература, на запознавањето на историјата на македонскиот народ, како што се предава по школите во Македонија. Активно учествувајќи во борбата на Отечествениот фронт против реакцијата и во зацврстувањето на демократскиот режим во Бугарија, македонците од Пиринскиот крај на изборите за големото народно собрание треба да имаат своја парламентарна група. Весникот Пиринско дело треба да добие првенствено македонски карактер. Исто така неопходно е да се воспостави најтесна соработка меѓу пиринските македонци и македонската емиграција во Бугарија заради активна поддршка на Македонската Народна Република. Четврто, Бугарската работничка партија Комунисти смета дека приклучувањето на Пиринскиот крај кон Народна Република Македонија треба да се оствари врз основа на договор меѓу Бугарија и Југославија, кој точно ќе ги одреди границите на припоениот Пирински крај, имајќи ги во предвид волјата и интересите на македонскиот народ. Со овој договор би се решило и враќањето на западните бугарски покрајни, кои сега се наоѓаат во Југославија. Петто, Бугарската работничка партија Комунисти смета дека е во интерес на самиот македонски народ, како и на Бугарија и Југославија, приклучувањето на Пиринскиот крај кон Македонија да се изврши на тој начин што фактички нема да постои царинска и друга граница меѓу Македонија и Бугарија, како што не постои Меѓународна Република Македонија и другите единици во составот на Федеративна Народна Република Југославија. Шесто, Бугарската работничка партија Комунисти ги обврзува сите своји членови, а пред се членовите од Пиринскиот крај, најодговорно да ја исполнуваат и во пракса да ја спроведуваат оваа директива на партијата за македонското прашање. Ова се ставовите на Бугарската работничка партија Комунисти изнесени во резолуцијата на 10-тиот проширен пленум по македонското прашање, одржан на 9 и 10 август 1946 година во Софија. Така беше пред 40 години и така тогаш се работеше, па и нешто порано. Почетоците на овој пресврт сушност се по 9 септември 1944 година, по победата на Отечествениот фронт во Бугарија. Тогаш беше ставен крај на вековниот бугарски национализам, на негирањето на македонската нација и на настојувањата на бугарските влади за остварување на фикцијата Сан-Стефанска Бугарија. Крај на таа фикција што доведе до многу катастрофи на балканските народи. Македонија еднаш престана да биде јаболко на раздорот на Балканот, но не целосно и не за секогаш, како што порачуваше Димитров. Победата на Отечествениот фронт го затече македонскиот народ од Пиринскиот дел во револуционерно расположение. Народот со оружје в рака водеше борба против фашизмот, така што сега со право очекуваше да добие национални права. А тоа најдобро се манифестира во резолуцијата на првата легална конференција на партискиот областен комитет на Горна Џумаја во 1944 година. Комунистите од Пиринскиот дел истакнуваа дека Горно-Џумајската област, составена од Горно-Џумајска, Разлошка, Неврокопска, Светивравчка и Петричка околија, е географски, природно и етнографски неделив дел од Македонија и изразија барање за скоро обединување со Народна Република Македонија. Централниот комитет на Бугарската партија на 2 ноември 1944 година
го поздрави формирањето на македонската држава во рамките на Југославија и притоа ја призна неправдата што Бугарија им ја нанесе на српскиот и на македонскиот народ. Во писмото, бугарските комунисти се обврзуваат дека ќе направат се македонскиот народ од Пиринскиот дел да го подготват за остварување на неговиот идеал за заедничко живеење во Народна република Македонија. Во рамките на новиот курс, во почетокот на 1945 година, беше реорганизиран Македонскиот научен институт во Софија. Формиран е и акционен комитет на жените на Македонија при Националниот комитет на македонската емиграција. Во весниците Пиринско и Работническо дело се јавуваа написи во кои се исправаа бугарските фалсификати за македонската историја. Сето тоа и многу друго и предходеше на резолуцијата на 10-тиот пленум на Бугарската партија, со која се отворија широки можности за спроведување на барањата на македонските маси, за изразување на своите национални чувства и за свој национален развој. При спроведувањето на пописот на населението во Бугарија во 1946 година, со одушевување се зборуваше дека за прв пат во историјата му е признато правото на македонското население од Пиринскиот дел да се запишат како македонци. Следеше преносот на посмртните останки на идеологот на ВМРО, Гоце Делчев, од Софија во Скопје. Во почетокот на 1947 година почнаа конкретните мерки за спроведување на културната автономија во Пиринска Македонија, што беше забрзан и од средбите Тито Димитров. Денот на трудот 1 мај, во таа 1947 година, македонскиот народ од Пиринскиот дел го прослави со отворање на првата книжарница во Горна Џумаја, а потоа беше отворен и првиот професионален обласен македонски народен театар во Џумаја. Еден од најзначајните настани во развојот на македонската национална култура во Пиринска Македонија е воведувањето настава по македонски јазик и историја во училиштата. Со акт на Бугарското министерство за просвета од октомври 1947 година се извршија исправки во учебниците по историја кои носеа карактеристики на великобугарскиот шовинизам. Што е познато, на седницата на Централниот комитет на Комунистичката работничка партија на Бугарија на 9 август 1946 година, во говорот што го одржа Георги Димитров, едногласно беше донесен ставот од кој произлезе донесување и на резолуција за признавање на културна автономија на Пиринскиот дел на Македонија. Врз таа основа подоцна Собранието на Бугарија на една од своите седници донесе и посебно решение за оживотворување на ова резолуција, што значи да треба веќе и практично да се пристапи на спроведувањето на настава во училиштата во Пиринскиот дел на Македонија, на настава по македонски јазик и литература и на настава на историјата на македонскиот народ. Во сите основни училишта во градовите и селата во Пиринскиот дел на Македонија и настава во гимназиите во Пиринскиот дел на Македонија. Паралелно со тоа, решението го содржи и заклучокот дека треба во Пиринскиот дел на Македонија да се отвори централен театар во Горна Џумаја, како седиште на обласниот Народно-ослободителен одбор на Бугарија за Пиринскиот дел на Македонија и бројни книжарници главно во градските центри. Врз оваа основа
се бараше од владата на Федерална Македонија да изготви свој програм и да пристапи кон остварувањето на оваа задача. Тој задаток му беше доверен на Министерството за просвета. И остварувањето на овој задаток почна во почетокот на 47-та година. Кога ја дојдов повторно за министер на просветата, тоа беше 15 ноември 47 година, работата беше во тек. Прво што требаше да направиме, тоа е тоа. Да направиме полн увид, тако веќе се располагаше, колку учители е потребно да испратиме за основните училишта. Околу 98 учители од онај сиромашен фонд со кој располагаше Федерална Македонија, и то најдобрите учители, ние моравме да извршиме попис, консултации и разговори со нив. За што значи таа задача да се биде учител по македонски јазик и историја во Пиринскиот дел на Македонија. Есента, сите овие учители замина на своите должности во Пиринскиот дел на Македонија. Пред тоа уште, прво настапивме со отворањето на Македонскиот народен театар во Горна Џумаја, каде ги испративме двата познати театарски работници Илија Милчин и Крум Стојанов. Потоа отидоа Перо Коробар и Перо Мијак, кои работеа на отворањето на книжарници. Прво во Горна Џумаја, а потоа и во Неврокоп, и во Петрич, и во Свети Врач, и во Разлог, и во Банско, и така натаки. Секој ден, ако може така да се каже, циркулираше одеа книги од Федерална Македонија за Пиринскиот дел на Македонија. Летото 1947 година бев известен дека ми предстои задача да формирам Македонски народен театар во Горна Џумаја со делокруг на работа низ целиот Пирински крај. За кратко време, за 2,5 месеца, овој ансамбл направи подвиг во совладувањето на сценскиот јазик македонски, зашто разнородно составен веќе на првата наша премиера одржана во чест на Октомвриската револуција на 7 ноември 1947 година, Пешалбарите од Антон Панов, ансамблот јазично-сценски делуваше апсолутно хомогено. Тоа беше возможно само поради големиот ентузијазам со кој луѓето се зафатија да работат. И не само актерскиот состав, туку и оној состав кој ја оформува представата. По премиерата на Печалбарите следеа уште 4 премиери до крајот на сезоната. Беше прикажана советска пиеса некаде во Москва од Маси Червински. Трета наша премиера беше Народен пратеник од Бранислав Нушич. Четврта премиера Длабоки корени од Джеймс Хоу и Арно Дисо, играна дури и порано отколку што доживеа премиерно изведување во Скопје и во Белград. И накрај последна наша премиера во сезоната 47-48, која беше прва и за жал последна сезона на областниот Македонски народен театар, беше Малограѓани од Максим Горци. Би спомнал уште дека нашите гостувања кои се практикуваа секој месец редовно, по една недела, во сите градови на Пиринска Македонија. Во Свети Врач, Петрич, Разлог, Банско, Неврокоп, Јако Руда, беа пречекувани изморедно срдечно. Тоа беа просто народни празници, а не само театарски представи кои имаат ограничена функција. Од јадрото актерско на овој наш театар излего редица истакнати актери кои беа основачи и ударија темел на овој наш театар, што доби веднаш статус на државен професионален театар и го задржа тој статус и понатаму, од кога по резолуцијата
се разбира, престана неговата дејност на македонски јазик и продолжи да действува на бугарски сценски јазик. Јас сум еден од околу стотината учители што работевме во Пиринска Македонија во учебната 1947-48 година. И за тој период ме врзуваат навистина многу снажни сеќавања што веројатно никој пат не може да се заборават. Јас добив распоред да бидам учител во осмолетката во Симитли. Тоа е јужно од Горна Џумаја, по течението на Струма. Големо населено место, сега слушам тоа е градче више. Осмолетка со преку 20 паралелки и посебно задоволство беше и тоа како изгледаше приемот таму. Вонреден еден прием, многу добар прием, со едно уважавање спрема нас. Јас добро се сеќавам тогај покрај останатите што беа на тој приречек, ми приде една учителка во години така и ми се представи као комунист, зашто тие смета Титова Југославија нешто друго отколку што е Бугарија, како што и реално беше. Едно е да се води револуција колку што се водеше во нашата земја и во тој дух да се изградува младиот свет и така натака и вкупното население, со масовно учество во револуцијата, со масовен хероизам. А друго е како што беше таму, револуција преку ноќ, со многу остатоци од минатото и така натака. И веројатно бил разговор како да се примат овие луѓе од оваа земја со тие карактеристики, па таа наводно за да ми обезбеди така една поголема сигурност и да ми бие попријатно, ме однесе чак на стан кај човек кој што, како ми рече, таа е комунист. И навистина јас таму се сместив. А исто така многу убав прием и во самиот колектив. Поголем број наставници, така е еден прием, а и после тоа едно посебно уважавање, особено од некои луѓе, просто идат по тебе, просто се прашуваат, така една радост просто. Јас во Пиринска Македонија, можам да кажам, доста сум работел, бидејќи предав македонски јазик и македонска национална историја не само во горните оделенија, туку по желба и во четвртите оделенија. Воопшто не сум почувствувал некои јазични бариери. Како се разбира, како се сваќа и како се говори. Многу брзо, просто на македонски литературен јазик. Децата толку го сакаат тоа, немав можност да ги задоволам со печатот што го добивавме од Социјалистичка република Македонија, тие детски списанија и така натака. Случајно мојот прв учителски позив беше да бидам учителка во Пиринска Македонија во град Петрич. Мојата средба со тие деца ученици беше како што не ја очекував. За кратко време, многу, по неколку часа, ние се зближивме како да бевме браќа и сестри, постарата сестра или како да речам другарка со нив. Спомени има толку многу што многу одавна беше така да не може човек во детали да се присети многу. Се сеќавам кога започнавме да читаме на македонски јазик. Децата голта и слуша и никаква врева, никакво невнимание немаше и од најдобриот, најодличниот до најслабиот ученик. Сите сака да се научат, да чујат, да слушнат. И така ние часовите ги теравме во песни, во игри, во шали и во учење на нашата, македонска книга, македонски јазик. Јас во Петрич многу материјал немав. Драматизации правев самата од раскажчиња, од стихотворби,
ги учевме, играа децата и кога дојде такмичењето, бевме во Петрич избрани за први. Потоа отидовме на околинската смотра во Горна Џумаја. И во Горна Џумаја беа меѓу најдобрите. Средбата со Пиринска Македонија ја споредувам со средба на браќа кои долги години не се виделе, поради што стравуваат дали ќе се препознаат при првата средба. Меѓутоа, тоа стравување веднаш исчезна при првата средба со народот од Пиринска Македонија, кога ја дочекувавме новата 1948 година, иако немавме влезници, сите стана од своите маси и не поканија да бидеме нивни гости. Треба да се биде голем писател, голем поет, да се опише се она што се доживуваше во таа вечер како браќа меѓу браќа. Но јас тоа не можам да го сторам, затоа само ќе почнам со нашето прво назначување, а тоа е ова заповед која сум ја сочувал, а издадена е од Министерството за просвета на Бугарија. Во ова заповед пишува до господина Благој Ефтимов Кондарко. Сообщава ви се, че се заповед број 300, номер 399 од 4.2. текуща година сте назначени за учител гимназијален по македонски јазик в смесената гимназија Свети Врач. Тоа е документ од оние што не го признаат македонскиот јазик. Првата средба со учениците беше уште потрогателна, зашто кога ме воведе директорот во 5 Г клас, каде што бев и класен раководител, настана штама. Моите први зборови беа дека се викам Благој Кондарко и дека им носам топли срдечни поздрави од Народна република Македонија. Се разбира дека одекна громки аплаузи, а имаше и солзи радосници. Со учениците се спријателивме како учител и ученици и цела година работевме заедно на совладувањето на македонскиот литературен јазик и можам да ви се пофалам дека успехот по македонски јазик во Светиврачката гимназија беше најдобар од сите, меѓу сите наставни предмети. Но и со наставниците имавме многу добри односи, зашто повеќето беа од Пиринска Македонија и тие сака да го совладаат македонскиот литературен јазик, зашто се подготвува и својот предмет по известно време штом ќе добија таква заповед да го предават на македонски литературен јазик. И самите изразија желба да се формира курс по македонски литературен јазик, а таа желба ние им ја исполнивме. А што да речеме за народот? Често пати тие не повикувал во своите домови, на разговор и така од ден на ден, од месец во месец ние станувавме се поблиски, по-своји, се до месец април, кога решивме да прославиме 33 годишнината смртта на Јане Сандански, односно од убиството на Јане Сандански од страна на врховистите 15-та година. Таа прослава течеше многу интензивно, со богати подготовки, се готвеа специјални носи, игри, песни, рецитации се подготвуваат, зидни весници и така натаму. Сакавме да им ја прекажеме на народот Македонија на трите незини периоди најкарактеристични. Тоа беше робството, борбата и изградбата. Гости имавме и од Скопје и од Софија. Скопската делегација ја предводеше министерот за просвета Димче Мире, а начело на бугарската делегација беше Цола Драгочева, тогашен член на Политбирото на Бугарија, беше и министерот на војната, колку се сеќавам, се викаше Фердинанд Козловски. Но најкарактеристично исто така најсилно беше кога како конференције им најавив на присутните дека
прославата ќе започнеме со орото тешкото и дека него ќе го поведе другар на Гоце Делчев од едно петричко село. И морам ова да ви го кажам. Низ Мелник, значи, тоа е стар град, познат револуционерен град, едно од цврталиштата на Јане Сандански и неговите соработници, целиот народ на улиците. И на стари, жени, мажи, нали, нарочито ми е во сеќавање, една бабичка, значи околу своји 60-65 години, дојде и ме загрна. Рече, слушнав, вие сте биле дојдени од Слободна Македонија. Да, реков. Вие сте биле министер. Да, реков. Ме пипка така, значи ме бацува. Што е толку, реков, мајче? Синко, рече, прв пат македонец на македонска држава да видиме македонски министер. Вие знаете што тоа значи? А и ќе ми дојдете дома, рече, на едно кафе, за да му прикажувам на поколенијата подоцна, дека во оваа куќа стапил македонски министер. Значи, од тука вечерта свративме во Свети Врач. Таму имаше голема манифестација, голем културно така просветен собор. Имаше и литературни четења, за тоа што претходно ги испративме и нашите писатели во сите градови по големи населени места додржат литературни читања. Таа екипа ја водеше покојниот Димитар Митрев. Славко Јаневски бе и некои други, јас се не можам точно да се сетам за сите. Тоа беше прекрасна една манифестација на со години притисканата, значи, свест на македонскиот човек. Веднаш да ви кажам, тоа е страхотно една висока свест. Тоа говори дека народот од Пиринскиот дел на Македонија, како и народот од Вардарскиот дел, односно и од Егејскиот дел на Македонија, жилаво дека се борел. И во тешки услови, и по цена на големи жртви, и по цена на големи откажувања, но никогаш не престанал да се бори. Тоа можеше да го направи народ со една богата национална традиција, со високо национална свест. Обични луѓе, но никој не можеше тие луѓе да го измести од таа желба. Од таа инсистирање да се направат и последните чекори. Дури така ми велеа. Добро, рече, кога ние ќе, рече, бидиме една држава? Ние од Пиринскиот дел со Вардарскиот со Егејскиот дел на Македонија. И јас кој ќе му рече, тоа ќе биде, како што гледате, тоа така најнаш не станува, затоа што не сме ние сами на овај свет, нити на Балканот, нити ни во светот, има и други сили кои тоа не го сакат, но тоа ќе биде. Добро е, тоа ќе биде, али ние сакаме тоа, ако може утре да биде. Утре да биде. Колка беше таа желба на обичниот човек од Пиринскиот дел на Македонија. А тоа беше присутно и меѓу младите, и нарочно меѓу младите интелектуалци. Училиштето во Неврокоп во кој бев јас се викаше Кирил и Методи. И секоја година на 24. мај го прославува својот патронен празник. На тој ден, како и секојаш, беа повикани и највисоките партиски и државни раководители и имаше преку 150 званци на таа свечаност. По одржаната свечаност од присутните беше побарано да се испрати телеграма до другарот Тито и до другарот Лазо Колишевски и да се бара во наредната година целосно наставата во Пиринска Македонија да се изведува на македонски јазик и што побрзо да се засили темпото на приклучување на Пиринскиот крај кон Народна република Македонија. Овај предлог беше со акламации прифатен и таква телеграма беше доставена до нашите раководители. Исто така, сакам да спомнам дека народот и населението
посебно не ценя и не почитува и секој од нив бараше состаноци со нас, а најчесто тие ги правевне во македонските книжарници, односно во македонска книга, какви што книжарници имаше во сите поголеми градови. Книжарниците беа место за собирање на населението од тој крај, место каде што можеше да се набави македонска литература, место каде што разменувавме посебни мислења по прашања и проблеми што нив ги интересираше, а посебно слободниот живот во Македонија, развитокот на македонскиот литературен јазик и ред други прашања. Јас бев учител во село Долен Неврокопско, сегашен Гоце Делчев. Тоа е едно убаво село сместено во пазувите на Родопите. И денес убаво се сеќам како ме пречекаа доленци. Насред село беше се собрал многу народ. Сите се распрашуваа од каде сум, дали познавам некои нивни познати, роднини и така натаму. Многу впечатливо се сеќавам и на првиот училишен ден. Учениците со нетрпение ме очекуваа. А на првиот час сите ме слушаа многу внимателно. Во еден момент помислив дека тие можеби не ме разбираат. Па ги запрашав, дали ме разбирате што зборувам? Ми одговорија дека ние така зборуваме дома. Со други зборови, македонскиот јазик во тоа село местното население добро го се чувало. Сето ова мене добро ми послужи да постигнам добри резултати во наставата, а и надвор од наставата. Моите ученици за релативно кратко време го совладаа литературниот македонски јазик. Почнаа дури на тој јазик да пишуваат и своји творби, кои подоцна ги објавувавме во Пиринско дело, во Млад борец, Пионер и така натаму. Интересирањето на колегите беше исто така големо. Тие наиме се чудеа како за релативно кусо време постигнавме такви резултати. Пројавија желба дури да присуствуваат на нашите часови. И јас за колегите од моето училиште одржав неколку такви часови на кои што присуствуваа и тие. Покрај успешните резултати во наставата, ние развивавме и многу плодна воннаставна активност, во која посебно се истекнуваа секциите како што се хорската, играорната, рецитаторската и драмската. Конкретно учебната година во Неврокоп, денешен Гоце Делчев, се организира и околиски фестивален след на кој учествувавме и ние со македонски песни и ора. Нашиот настап го одбележија и тогашните весници и еве еден таков цитат. Под раководство на учителот по македонски јазик, игроарната и пејачката група од село Долен Неврокопско најдобро исполни неколку македонски песни и ора и со тоа го заслужи првото место во околијата. Кога денес размислам за овој настан, покрај успешното исполнување на тие песни и ора, мислам дека тоа население аплаудираше и гласаше за нив, затоа што тоа беа нивни песни и нивни ора. Учебната 1947-48 година по налог од Министерството за просвета бевме заедно со мојата другарка испратени за наставници во Пиринска Македонија, во градот Свети Врач, сега Сандански. Првиот контакт со населението ни беше во Горна Џумаја, каде што бевме величенствено пречекани, со голема воодушевеност со страна на местното население, со солзи, со радости, со веселби, со игранки и потоа заминавме за местото каде што бевме определени за учители. Покрај нашата работа во училиштето, ние исто така имавме развиено и широка културна просветна дејност со населението. Мојата другарка заедно со наставничката
Трна Кондарко раковода со една културно-уметничка група во која што бе покрај младинци од местното население и дел од наставничките од училиштата. Таа група разви една широка активност, а посебно дојде до израз на годишнината од смртта на Јане Сандански, која што програма беше исполнета салата беше исполнета со големо присуство од местното население. Јас сум една од првите студенти што бев определена да бидам вклучена во групата што требаше да дојде во Скопје и да заврши студии токму во главниот град на Македонија. Целта беше по нашето завршување да се вратиме назад и да го пренесеме во училиштата и пошироко литературниот македонски јазик, литературата, културата и духот на слободата од Македонија. Ние во училиштата учивме бугарски, а дома употребувавме диалект, затоа јазикот после нашето доваѓање во Скопје беше на прво место. Ние требаше него да го усвоиме и без тешкоти ние го постигнавме тоа. На крајот од учебната година бевме тргнати за распустот овдека да се вратиме, меѓутоа во Софија не изненади викањето на весникарите не се сеќавам, на 30 месечини јуни беше точно сабајлето, кога вика Тито, Ѓилас, Ранковиќ и Карделј ја продадоха Југославија на империалистите. И бевме принудени веднаш да се собереме групата наставници кои што се враќавне, за да се консултираме, да видиме што е сега, што е ова и што се случува кај нас. Тие во таа резолуција, во тоа викање, вика дека и револуција настана во Југославија. Кога при читањето на резолуцијата, бидејќи ние сите бевме учители во селата работевме, ни паднаа во очи две работи. Едната, каде што зборува дека партијата се претопила во фронтот и на друго место вика кулациите на село дигнале глава. А ние веќе од село доаѓаме, такво нешто воопшто немаше и то ни даде повод да се сомневаме во вистинитоста на резолуцијата. Интересно е, тука веќе стана и една контрадикторност во однос на викањето на овие весникарите, бидејќи јас во тоа време имав армоника, па заедно со колегите се договоривме до станицата да свириме и да пееме "Иде Тито преко Романија". Луѓето се чудат сите сега што станува овдека. Од една страна се вика против Тито, против Југославија резолуција, од друга страна овдека иде Тито преко Романија, а луѓето отварат прозорци и се чудат сега што е ова. Меѓутоа изгледа бугарите уште нема директиви добиено во врска со резолуцијата и не пуштија слободно до станицата. Малку имавме проблеми на граница со луѓето од безбедноста, но не во смисла да ни пречат нешто, туку да не убедуваат да не доаѓаме, да не прејдеме границата, бидејќи овдека е револуцијата, има револуција во Југославија и така натаму. Последната наша премиера "Малограѓани на Горки" ја игравме на 5 јули, а во последните денови на генералните проби ја имавме таа пригода, така да се каже, не многу пријатна, да ја чуеме по сите звучници во градот резолуцијата на Информбирото на 28 јуни. Меѓутоа, и покрај тоа,
ансамблот беше доволно јак и со висок професионален морал да може да ја доврши својата задача. Секоја вест беше се полоша и полоша. Јас разбрав дека моето семејство е интернирано. Татко ми во истражни затвори, во логори, помина 7 години. Брат ми во така наречени црни роти, воени. Сестра ми некаде е изгубена. Јас више никогаш не се вратив во Петрич. Не се вратив под Пирин. Не го знам гробот на мојот татко. Но од планината Голак, таа зелена убавица над Делчево, кога ќе се искачам на највисокиот врх, го гледам Пирин, се уште исправен гордо и се уште нем свидетел на се оно што се случуваше потоа. Од Голак се гледа цела Македонија. Сето она што толку време стрпливо беше градено, падна во вода со фамозната резолуција на Информбирото. Во резолуцијата на 16-тиот пленум на Централниот комитет на Бугарската работничка партија од 15 јули 1948 година во врска со културната автономија, Пиринска Македонија е предодредена како Пиемонт за обединување на македонците, бидејќи југословенските комунисти го изневерија социјализмот. Просветните работници од Македонија беа протерани и беше извршен идеолошки притисок врз прогресивната македонска емиграција и врз македонците од Пиринскиот дел да се солидаризираат со резолуцијата на Информбирото. Ваквата политика ќе трае некаде до средината на 50-тите години, кога Бугарската партија отворено ќе почне да го негира постоењето македонци во Бугарија и воопшто постоењето на македонската нација.